Можеш поише ме боли кој ќе рече, еве во школа, кој ќе рече децава нема мајка. Тоа е да. Не може, тоа преболам тоа. Ја барат ли децата? Ја барат. Само викаме се таа од небото не гледа одгоре. Значи секојаш е уз нас. За мене друга мајка не може да биде. Јас сум и мајка и татко, и све сум јас. Наместо срекно првач, ученичкиот живот на сега 11 годишната Марија започнал со грудка во грлото. Ја изгубила својата мајка. Огнен имал само 3 години, но и двајцата се уште тагуваат по мајчината љубов. Од тогаш, од 2013 година, животот на семејството Христовски тргнал надолу, тонат се подлабоко во сиромаштија. Не можат да состават крај со крај, немаат ниту услови за живот, ниту средства за основна екзистенција. Владо е самохран татко, целиот товар во одгледувањето на двете деца е на неговиот грб. Се грижи за 71 годишната болна мајка, чија инвалидска пензија е основниот приход на семејството. Јас готвам, значи некојаш ќе донесам и сува храна, значи повеќето јас. Одам, значи плаќам сметки, јас дома, значи правам јадење и целиот товар е на мене. Семејството Христовски не бара многу, само храна и уште една соба која би била детска и помош за сметките за комунали, кои тешко успеваат да ги плаќаат. Успевате ли да ги прехраните децата месец? Па тешко. Ако отидам негде каде работам, да донесам, ако не ќе седиме со пензијата на мајка ми. Дали гладува? Па не дозволувам, значи до тој степен да дојдеме. Имаме, мислам колку толку јас 24 сати би работел за да не останат они гладни. Имаме, значи, потреба од храната и да ги доплатиме сметките, ако евентуално хумени луѓе имаат желба за да помогнат, да ја платам сметката, значи да нема. Сметката е негде колку 120.000 денари, ЕВН ни ја направи на рати, али сега се купчат и други сметки. Владо ја изгубил сопругата трагично, од камен во бубрек кој предизвикал сепса. Вели се му е тешко, но не му останува ништо друго, освен борбата да ги изведе на прав пат своите мали деца. Работи се и се што, секаде каде што ќе го викнат, само за да донеса храна дома. Па сега во моментов, значи јас 2014-2015 година паднав од камион, имав пршлени 2 скршена, пукнато и физички работи мораш да ги работиш, ама пак се заморувам. Имам С категорија, можем да возам, значи тој дел, полесниот дел можем да го работам. Али не ми прави никаков проблем, значи превоз, транспорт. Нема ни социјална помош, ниту нешто од државата. Се од хумани граѓани и организации кои понекогаш им помагаат. Бабата Горица жали што не може повеќе да допринесе за своите внучиња, бидејќи таа е болна. Вели најмногу ја боли кога децата бараат, а таа нема да им даде. Од 12-13 илјади, што на 8 илјади ќе донесе, што ќе правам со тие пари? Марија и Огнен се срамат од камерата и само скришно дзиркаат меѓу дупките од расклатените скали кои водат до подкровието, кој е нивното скривалиште и катче за играње. Сакаат се што и сите останати деца. Они имаат многу желби, само ние не можеме да ги исполниме ради тоа што еве таква е финансиската состојба, што јас ќе работам, ќе дојдам дома, сакаат на одмор да одат, а не можам да им го пружам таа шанса. Еве скоро 7-8 години немаме отида на одмор. Еден ТВ заедно со туристичката агенција New Ways of Travel приреди мало изненадување за семејството Христовски. Исполнивме барем една желба на Огнен и Марија. Добија ваучер за 7-дневен одмор летово во Охрид. Велат дека се пресрекни, но се срамат да зборуваат пред камера. А Огнен, кој не памети дека некогаш бил на одмор, вети дека сега ќе научи да плива. Нашата телевизија е Еден ТВ заедно со туристичката агенција New Ways of Travel како спонзор ќе ве однесат на 7-дневно летување во Охрид ова лето.
Ова е наградата која што треба да ви ја дадам на вас. Кој ќе ја прими? Марија, ти можа? Сакаш да идеш на одмор? Повели. Се надевам дека убаво ќе си поминеш, ќе се слушнеме и ќе ми кажеш дали си пливала ти и брат ти како сте поминале, дали убаво сте поминале ова лето. Важи? Ти знаеш да пливаш? Не? И па сега ќе научиш, важи? Овие кривулести, расклатени скали водат до и од домот на семејството Христовски. Во животот не им цветаат рози, доживеале многу падови, но сепак имаат надеж дека ќе се кренат, дека заедно со хуманите граѓани полесно ќе ги поминат сите премрежија во животот.